Премиерот Христијан Мицкоски денеска изјави дека состојбата на пазарот на енергенција е стабилна и нема причина за страф од кризни ситуации, ниту на пазарот на електрична енергија, ниту на пазарот на нафта и нафтени деривати. Според премиерот, Македонија во моментов има најевтини цени на горивата во регионот. Безоловниот бензин се движи од 1,33 до 1,39 евра за литар. 95 и 98 октанскиот бензин, како и дизелот, се движат околу 1,5 до 1,53 евра за литар, додека во соседните земји цените се значително повисоки, па дури до 3 евра за литар во Германија. Мицкоски нагласи дека владата има планови за справување со евентуални предизвици и дека мерката за намалување на ДДВ од 18 на 10% за горивата ќе продолжи ако се зголемат цените на бензинот и дизелот. Дополнително остануваат на располагање и другите алатки како акцизите, доколку ситуацијата ескалира. Владата ќе одлучува за понатамошни чекори на неделно ниво, со можност за вонредна седница доколку е потребно, вели премиерот. Во делот на електричната енергија ЕСМ располага со околу 3200 тони мазут. Акумулациите се над 40%, што е двојно повеќе од минатите години. Премиерот потенцира дека нема да има поскапување на струјата за граѓаните. Владата активно го следи и управува снабдувањето, обезбедувајќи стабилност и за земјоделците во сезоната на наводнување. Предизвици ќе има, но владата реагира проактивно, а не реактивно, порача премиерот, истакнувајќи дека сите мерки се во интерес на граѓаните и дека ситуацијата е под целосна контрола. Министерот за здравство Азир Алиу соопшти дека есенцијалната листа на лекови, која не била ажурирана од 2015 година, е модернизирана и адаптирана на актуелните здравствени потреби на населението. Ажурирањето е реализирано кон крајот на 2025 година во рамки на Националната платформа за лекови со поддршка на Светска здравствена организација и работна група за лекови. Целта е да се обезбеди континуирано снабдување со критичните терапии и да се олесни покривањето на трошоците преку здравственото осигурување. Координаторот на работната група Зоран Сериев нагласи дека листата ги содржи најнеопходните лекови за најчестите заболувања и е прилагодена на реалните потреби на граѓаните. Специфично за новата листа е вклучувањето на терапии за замена на никотин, како трансдермални фластери и никотински гуми за джвакање, како и едно контрацептивно средство. Исто така реорганизиран е и сегментот на антиинфективни лекови со зголемен број препарати против инфекции кои сега се дел од есенцијалната листа. Сериев потсети дека есенцијалната листа се разликува од позитивната листа на лекови, бидејќи ги вклучува препаратите кои државата треба да ги обезбедува во секое време за граѓаните. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги спроведе вонреден надзор на МРТВ2 по емитувањето на песната Албански територии во рамките на детскиот фестивал Билбилите на Кураб. Според извештајот, настапот содржал елементи што поттикнуваат етничка нетрпеливост и промовираат иредентистички идеи. Биле забележани символи како мапа на така наречената Голема Албанија, пораки за етничко обединување, како и гестови со двоглав орел. И текстот на песната содржал повици за територијално обединување на делови од регионот. Агенцијата оцени дека ваквите содржини се спротивни на законите и стандардите за заштита на јавниот интерес, особено за тоа што се емитувале во програми наменети за деца. Посочено е дека тоа представува обид за индоктринација и злоупотреба на малолетници за политички цели. Дополнително се нагласува дека фактот што ваквата содржина била емитувана без интервенција укажува на сериозен пропуст во уредничкиот процес на МРТВ2. Агенцијата потсетува дека јавниот сервис има обврска да промовира толеранција и да ги штити малолетните во програмите. За крај се поставува прашањето дали АВМУ ќе преземе понатамошни мерки поради утврдено кршење на правилникот и дали ќе поведе соодветна постапка.
Граѓаните најчесто се информираат преку телевизија и социјални мрежи кои имаат речиси еднаква дневна употреба, додека интернет порталите се трет најзначаен извор. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги објави истражување за мислењето на јавноста за медиумите спроведено на национално ниво на почетокот на 2026 година. Радиото и печатените медиуми имаат значително помало влијание. Навиките на публиките откриваат заситеност од вести, серии, дебатни емисии, но истовремено и недостаток од образовни, културни, детски и домашни играни содржини. Радиото и понатаму ја задржува улогата на придружен медиум, особено во утринските часови, најчесто со музичка програма. Во однос на довербата, резултатите покажуваат дека граѓаните имаат ниско ниво на доверба во вестите од социјалните мрежи, а значителен дел од нив изјавуваат дека немаат доверба во ниту еден медиум. Истражувањето според агенцијата има цел да обезбеди подобро разбирање на навиките, перцепциите и очекувањата на јавноста, со што ќе се унапреди медиумската политика и понудата на содржини. Заклучокот е дека медиумскиот простор се соочува со предизвици во однос на довербата и квалитетот на содржините, особено во делот на едукативните и домашните програми, што укажува на потреба од подобрување на медиумската понуда и поголема одговорност на медиумите. Министерството за образование и наука го објави конкурсот за упис во средни училишта во учебната 2026-2027. Со конкурсот се предвидени над 25.000 слободни места во сите 109 јавни средни училишта во државава. Од нив повеќе од 17.000 се во стручното образование, речиси 6.000 во гимназиското и 570 слободни места во уметничкото образование. Учениците ќе се пријавуваат електронски преку порталот услуги.gov.mk со посебна најава за ученици од сопствените кориснички сметки на schools.mk. Потоа во училиштата во кои ќе конкурираат ќе ја доставуваат потребната документација. Во јунскиот уписан рок има 2 пријавувања. Првото од 12 до 15 јуни, а второто на 23 јуни. Во августовскиот уписан рок има 1 пријавување на 20 август. Судењето против 13 полициски службеници обвинети за тешки дела против општата сигурност поврзани со пожарот во дискотеката Пулс во Кочани се одложи. Главната расправа закажана за денеска е преместена за 20 април по барање на еден од бранителите на обвинетите, кој истовремено имал обврска во друг притворски предмет со приоритет во Основниот суд Кочани. Судијата Фанка Јанчулева Михаиловска побара присуство на заменски адвокат за денешното рочиште и утврди динамика за наредните рочишта. Судот апелираше до поднесувачите да доставуваат листи на докази навремено, бидејќи доцнењето го продолжува траењето на постапката и ја отежнува работата на судот и јавното обвинителство. Друг бранител денеска предложи спојување на постапката со главното судење за Пулс, во кое се опфатени 35 обвинети, меѓу кои управители, градоначалници и вработени во Министерството за економија. Случајот го застапува обвинителката Спасенка Андонова од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Обвинети се Дејан Салтировски, Ванчо Ѓорѓиевски, Марија Маневска, Томо Донев, Драган Петрушев, Кире Богатинов, Стојанчо Филипов, Благица Митава, Кристина Николова, Мазлу Рамаданов, Дарко Милошевски, Мартин Арсовски и Маријан Радевски. Предметот се однесува на 13 полициски службеници кои се товарат за тешки дела против општата сигурност, поврзани со пожарот, што се случи на 16 март минатата година во дискотеката Пулс во Кочани, во кој загинаа 63 лица, над 200 беа повредени. Американскиот председател Доналд Трамп во интервју за британскиот весник Телеграф изјави дека сериозно размислува за повлекување на САД од НАТО, доведувајќи ја во прашање долгорочната цел на алијансата. НАТО денес е непрепознатлив, никогаш не ме убедил, од секогаш знаев дека е хартиен тигар, а и Путин го знае тоа, рече Трамп. Тој ги критикуваше сојузниците за недоволна подршка при повторното отворање на Ормускиот теснец, што Иран го затвори за време на војната на Блискиот Исток. Трамп посочи дека САД помагале и на други земји, вклучително и Украина, иако тоа, како што вели, не било нивен проблем. Тој остро ја критикуваше и Велика Британија истакнувајќи недостаток на современа морнарица и нефункционални носачи на авиони.
НАТО, темелот на западната безбедносна архитектура од крајот на Втората светска војна, се соочува со најдлабоката криза во својата историја. Изјавите на Трамп ја потенцираат тензијата околу американската поддршка за алијансата. Трамп ја оправдува својата позиција со тврдење дека отворањето на Ормускиот теснец било едноставен воен маневр, додека сојузниците покажале кукавичлок според него. Американскиот председател долго време го критикува НАТО, зајакнувајќи се со повлекување на уште пред да стане председател и повикувајќи ги членките да ја зголемат потрошувачката за одбрана. Во повеќе од 70 години постоење, членот 5 е активиран само еднаш по терористичките напади на 11 септември 2001 година, кога европските сојузници се приклучија во одбраната на Соединетите Американски држави. Кина и Пакистан се согласија да промовираат предлог од 5 точки насочен кон враќање на мирот на Блискиот Исток по едномесечна војна. Кинескиот министер за надворешни работи Ван Ки го прими својот пакистански колега Ишак Дар и двајцата се согласија за 5 точки што треба да следуваат. Итен прекин на конфликтот, што е можно поскоро започнување на мировните преговори, обезбедување на безбедноста на невојните цели, гарантирање на безбедна пловидба низ Ормускиот теснец и зачувување на приматот на повелбата на Обединетите нации. Кинеските државни медиуми и Министерството за надворешни работи на Пакистан го објавија договорот. Двете земји ги повикаа сите страни да се придржуваат кон предлогот, но не прецизираа други конкретни чекори. Дарот патува во Пекинг во време кога Пакистан действува како посредник меѓу Иран и Соединетите Американски држави. Јужноазиската земја ги користи своите релативно добри односи со Вашингтон и со Техеран за да се обиде да помогне во завршувањето на војната. Во текот на наредните денови, како резултат на циклонска активност, земјава ќе биде зафатена од врнежи од дожд, како и снег на планините и дел од повисоките места, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Оттаму посочуваат дека врнежите локално се очекува да бидат пообилни и поинтензивни, наместа да предизвикаат брзи зголемување на водостоите, пред се на помалите реки и суводолиците низ земјава. Управата за хидрометеоролошки работи предупреди на внимателно движење покрај реките и суводолиците во текот на наредните денови. Исто така објавија и хидроаларм за постоење на потенцијална опасност од излевање на реките во текот на денешниот ден. На мапата која што ја споделија како потенцијално опасно подрачје е наведено централното подрачје на државата, односно потечението и околните реки на Вардар.